Civil Media. Моето искуство со Civil е позитивно и генерално се базира на тоа што Civil како организација реално ги објавува сите работи што повеќето медиуми реално и не ги објавуваат. Нели се базира граѓанското новинарство на факти, нели преку видео прилози, преку фотографии, аргументирано, и мислам дека граѓанското новинарство треба да постои и во наредниот период треба да завзема поголем замав, од причина што медиумите во Велес конкретно нема локални медиуми, има 2 веб портала што реално и не можат да ги опфатат сите теми во градот. Граѓанското новинарство може многу да помогне, посебно на полето на добро владење, и тоа конкретно нели преку алатката слободен пристап за информација од јавен карактер, преку мониторинг на трошењето на парите на граѓаните. Од една страна општините стануваат транспарентни и отчетни, а од друга страна граѓаните добиваат конкретно информации што нив ги засегаат, поточно услугите што општините им ги даваат на граѓаните. И со тоа се запазуваат конкретни датуми и граѓаните знаат конкретно кај кои општински службеници треба да добијат конкретни услуги. И со тоа се надеваме дека нивото на корупција се намалува или нели барем се превенира. И мислам дека граѓанското новинарство поприлично им пркоси на лажните вести, бидејќи лажните вести во минатиот период завземаа голем замав, но не се искоренети, да бидеме искрени. Еве конкретно вчера мислам дека на еден портал прочитав дека владата се распушта и дека избори ќе имат во септември. А тоа е за една латиноамериканска држава. А никаде не е наведено и има сензационалистички наслов, кој што нели граѓаните од нашата држава може да поверуваат дека владата на Република Северна Македонија поднесува оставка и дека ќе има избори во септември. Така да тие работи во граѓанското новинарство ги нема, не постојат, туку нели пак ќе кажам дека известувањето е аргументирано преку фотографии, преку видеоматеријали, и граѓанските новинари мислам дека поприлично им пркосат на лажните вести и на сензационалистичките наслови. Civil Media.